Владата на СДС се обиде да го испроблематизира одржувањето на Суперкупот со наводни недостатоци околу градбата на стадионот, сакајќи да создаде атмосфера на паника во која тие би биле спасители кои ќе го решат таквиот проблем. Лажните информации кои СДС сакаше да ги протне во јавноста беа дека претходната влада не е инвестирала доволно во стадионот и дека сега сме соочени со наводно пропаѓање на Суперкупот. Иако ПУИК веднаш кажа дека над 6 милиони евра се инвестирани во стадионот и дека се е завршено, освен некои ситни активности чија изведба е во тек. СДС на јавноста и продаваше приказна како се да е пропаднато и дека сега се потребни надчовечки напори и милиони евра за да се спаси Суперкупот, за на крај да се испостави дека проблемот кој се обидуваа да го прикажат како огромен, бил само во тоа дека треба да се направат некои клими уреди во износ од 115.000 евра, кои пак ПУИК од друга страна треба да ги обезбеди, зашто пак ги имал тие пари во својот буџет. По оваа циркузијада, која и ја приредија на јавноста, следеа медиумските фанфари на СДС, кои тоа сакаа да го прикажат како тоа владата на Заев во 5 до 12 го спасила Суперкупот. Соломонското решение на СДС и не е решение, бидејќи не постоеше никаков реален проблем, туку вештачки создаден од СДС за правење на популизам. СДС донесе одлука на влада, па ја преиначи во заклучок за да се задолжи ПУИК да обезбеди средства од самата компанија, што само по себе значи дека доколку проблемот бил во самата компанија и немало да биде проблем, туку истиот проблем беше политички креиран, случај за ефтин популизам. Ваквите циркузијади се типични за СДС. Тие и додека беа во опозиција ја подценуваа интелигенцијата на граѓаните, па им се убедуваа да ги убедат во приказни на кои и самите не им веруваа. Тоа го прават поради нивната неспособност во справување со проблеми и реализирање на конкретни мерки и проекти, па секогаш се обидуваат тоа да го прикријат со политиканство и млатење празна слама. Ви благодарам.